Во рамки на оперативната акција Пожар на Министерството за внатрешни работи, од почетокот на летото досега 40 лица се лишени од слобода и поднесени се 30 кривични пријави за осумничени за предизвикување пожар во Македонија оваа сезона. Објави и денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Имаме досега лишено негде околу над 40 лица од слобода, против негде околу 30 имаме поднесено кривични пријави, дел од тие лица се уште се во притвор. Дел од кривичните постапки се влезени во втора фаза, имаме обвинение по истите. Превземаме се она кое што можеме да превземеме и сме должни да го превземеме како Министерство за внатрешни работи. Во рамките на споменатата оперативна акција на МВР, дадени се јасни насоки за конкретизирање на жариштата, каде според министерот се врши еколошки криминал. Министерството за внатрешни работи максималните капацитети кои што ги има ќе ги искористи во делот на превенција, наблюдување и соодветно алармирање на сите останати институции поврзани со овој тип на криминалитет, така да го кажам. Така да се она кое што можеме да го превземаме и во текот на вчерашниот ден исто така имаше на поголема координативна средба во рамките на Министерството за внатрешни работи, бев известен од страна на директорот на Бюрото за јавна безбедност дека во континуитет се превземаат оние действија кои што треба да се превземаат во насока на потребни превентивни действија кои што се во надлежност на Министерството за внатрешни работи, така да постапуваме, работиме. Се надевам дека соодветно ќе одговориме видно на сите. Тошковски ги објасни превентивните действија како да се спречи иницирање на пожари во земјава. Ќе бидат вклучени не само капацитетите на Министерството за внатрешни работи, туку и капацитетите на Агенцијата за национална безбедност. Тоа значи дека ќе бидат максимално интензивирани наблюдувачките системи кои што ги има Министерството за внатрешни работи, не само на СВР Скопје, туку и на сите останати организациони единици како што е организиран криминал, како што е гранична полиција, како што се капацитетите на останатите единици. Фокусирани сме на наблюдување, да речеме, на овој проблем, на превземање на конкретни чекори во насока на расветлување како на она што се случи, така и на превентивни действија во однос на сите останати ризични точки кои што ги имаме. Нажалост не би можел да говорам во детали, но сето на кое што треба да го правиме, го правиме.